Дали сметаш дека знаеш да пееш? Срцето како ви чука. Дали сметаш дека има нешто што криеш? Дали некогаш си излажал во јавност за да се заштитиш? Кога се смееш ме плашиш. Да или не? Дали нешто ми излажа денеска? Добре дојдовте во првата епизода на Полиграф. Проект на кој работевме многу долго време и конечно дојде денот да ви го представам. Полиграф е проект во кој најавните личности им се поставуваат прашања додека се поврзани на вистински полиграф. Прашањата мора да бидат одговарани со да или не. На самиот почеток сакам да им се заблагодарам на сите оние без кои овој проект не беше да може да постои. Благодарам до нашиот генерален спонзор Coca-Cola, кој веќе многу долги години верува во мене и овој проект не беше исклучок. Благодарам до Prima Mebel што ни помогнаа во замислата за интериерот на ова студио, како и до Fashion Group што се погрижија за мене и ме облекува во Спрингфилд. За овој проект да биде уште поинтересен, имаме Coca-Cola Button. Секој гостин има можност да го притисне Coca-Cola Buttonот само еднаш за време на тестирањето, што ќе му дозволи да не одговори на едно прашање. А сега време е да ви го представам мојот прв гостин. Александар Динев, добре дојде во Полиграф. Добре те најдов. Како си? Малце имам трема. Возбуден сум. Ти како си? Одлично. Доколку си спремен, време е да започнеме. Може. За да калибрираме машината, први е потребно да одговориш на некои основни прашања. Дали е твоето име Александар Динев? Да. Дали сметаш дека има нешто што криеш? Да. Дали си спремен за полиграф? Да. Роден си во Валандово, а живееш во Скопје. Дали веќе се чувствуваш како скопјанец? Да. Затоа што го приметив тоа кога почнав да размислувам на скопски. Веќе не размислувам на валандовски. Мислите ми се на скопски дијалект. Ја започна својата кариера на TikTok. Дали се сметаш за најуспешен македонски тиктокер? Да. Колку беше тешко да го одговорам ова. Зошто да? Па затоа што мислам дека многу почнаа заедно со мене и ретко кој продолжија. Јас сум еден од тие кои што не се откажа, би кажа. Дали сметаш дека TikTok е безбедна платформа за деца да креираат содржина? И да и не. Ама повеќе би кажал да. Се зависи од тоа што следиме и како следиме реално. Ако ти сега започнаш кариера, би започнал ли повторно на TikTok? Дефинитивно, да. Дали некогаш крадеш идеи за видео? Да, но секогаш давам кредитс, секогаш кажувам од кого сум инспириран. Од каде најмногу црпиш инспирација? Па доста странски тиктокери, инстаграмери, јутубери.
скоро го представи својот бренд DNF Snacks. Дали сметаш дека производите се навистина квалитетни? Да. Немаше да ги продавам ако не мислев дека се квалитетни. Во најавните видеа за брендот, кажа дека твојот круасан има најмногу крем. Дали е тоа навистина така? Да. Мислам дека и самиот се увери. Дали веќе знаеш што ќе биде следниот производ? Не баш. Уште сме во приговори, но би сакал да е нешто протеинско. Во рекламата за DNF Snacks пееш, а претходно објави по нека кавер. Дали сметаш дека знаеш да пееш? Да, но мислам дека ми требаше многу работа, не сум кој знае колку добар. Има тука нешто. Дали планираш посериозно да се занимаваш со музика? Во моментов не баш. Не ми е тоа приоритет. Но може би во иднина да. Дали некогаш си излажал во јавност за да се заштитиш? Да. Дали си заљубен? Го искористи Coca-Cola батонот. Зошто? Што не сакам да одговорам на прашањето. Дали сакаш нешто да ми објасниш или? Може да одиме на следното. Ако ти така викаш. Срцето како ви чука. Гледам како ти чука. Дали ти пречи кога некого ќе заследиш на Инстаграм, нема да ти возврати назад? Не. Ако некој сум заследил затоа што ми се допаднало тоа што го гледам. Дали се каеш за врска или пријателство што си го прекинал? Да. Имам доста такви случаи. Дали си постигнал се сам без помош? Долги години на почетоците да, но изминатава година-две не правам ништо сам. Кој ти помогна најмногу? Луѓето од мојот тим. Дефинитивно. Дали мислиш дека луѓето те разбираат погрешно? Да. И често пати се чувствувам како да сум сватен погрешно, иако не правам ништо погрешно. Кога се смееш ме плашиш.
Дали често доцниш на договорени сестаноци? Културно доцнење од 15 минути мислам дека е оправдано. Да или не? Не. Покрај тоа што си тиктокер, работиш и како Инстаграм инфлуенсер. Дали некогаш си прифатил колаборација која што не ти се допаѓала? Да, но тоа беше кога имав 17 години. И се каам за таа колаборација што ја прифатив. Но сега колаборација што ја прифаќам, се трудам да е нешто во кое што јас верувам или нешто кое што нема да наштети на останатите и нема да промовира лоши вредности. Би споделил која е таа колаборација? За бренд кој што се представуваше како едно нешто, но на крај излезе дека е човечка пирамида. И ме злоупотреби и мене и моите следбеници. Што ми е криво до ден денес, затоа што и јас имам изградена многу цврста доверба со моите луѓе, и тој период малку ја разниши довербата, но сум бил 16-17 години, што мислам дека е оправдано. Баш кај сам работев тогаш, немав кој да ме подучи, немав тим. И така. И последно прашање. Дали нешто ми излажа денеска? Мислам дека не. Се потрудив да не лажам. Време е за резултатите. Александар Динев. За жал, обидот беше неуспешен. Како? Кај ти имам излажано? Имаш паната на 3 прашања. Океј. Ајде да го продискутираме тоа заедно. Дали се сметаш за најуспешен македонски тиктокер? Ми одговори да. Добро. Тука машината кажува нешто друго. Јас сметам дека имам доста самодоверба кога станува збор за кој сум јас како креатор, но еве докажано изгледа дека сум humble. Сам си докажав на себе. Дали сметаш за некој друг дека е најдобар? За во Македонија? Да. Не ми текнува никој на ум. Во ред. На прашањето дали сметаш дека знаеш да пееш, ми одговори да. Машината кажува нешто поинаку. Дали имаш двоумење? Искрено е нешто во кое што немам баш само доверба, за разлика од другого со TikTok. Пењето е нешто кое што сакам да научам како да го правам и секој ден ми исполнет со музика станувам, со музика легнувам, но
многу ми е ниска самодовербата во тоа поле. Особено од кога објавив видео како пеам, многу луѓе ја нахранија таа, како да кажам, тој комплекс кој што го имам во коментарите. Со многу негативни коментари. Значи најголема пречка се коментарите. Па, да, и јас. И последното прашање на кое што не ми ја кажа вистината, те прашав дали ти пречи кога некој што ќе го заследиш на Инстаграм не те следува назад. Ти ми одговори не. Види сум заследувал доста луѓе, не сум очекувал да ме заследат назад. Особено ако се некои кои што не знаат дека постојам од странските личности, но кај нас може би се имало моменти кога ми сметало, ама не ми е до толку како голема работа, ако нема заследи. Барем така мислам, машинова друг кажува. Тоа е тоа. Фала ти. Фала и на тебе. А ние тука се одјавуваме. Фала ви што гледавте Полиграф. Лајкнете го видеото и субскрајбнете се каналот за уште епизоди. И следете на социјалните мрежи. И пишете во коментари кој сакате да биде следен тука. А ние се гледаме секоја недела од 21 часот.